Ден пред официјалниот старт на грејната сезона, ЕСМ ги доби од регулаторот трите лиценци потребни за спроведување топлинска енергија. Од утре, радиаторите во Скопје ќе грејат на температура од 21 степен Целзиусов. Лиценцата за регулирано производство на топлинска енергија е издадена на ЕСМ продажба Доел Скопје до април 2023. Лиценца за дистрибуција на топлинска енергија на максимални 35 години е доделена на ЕСМ дистрибуција на топлина Доел Скопје, а лиценца за снабдување со топлинска енергија на 10 години доби ЕСМ снабдување со топлина. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски не очекува поголеми проблеми во првите 2 месеци од грејната сезона со оглед на тоа што не работи тето, оти ке не послужило времето, а тоа што не функционира топланата немало да доведе до нови пресметки во цената на парното. Како што знаете, до 2012-13 кога тето почна да работи, градот Скопје добиваше топлина од топланите. Очекувањата се дека ќе имаме нешто повисоки температури од вообичаеното. Во месеците октомври и ноември, особено во октомври, не е проблематично од тој аспект. Бислимовски повика ЕСМ да работи оптимално, а граѓаните ги потсети да ги почитуваат мерките за штедење. Дополнително, од ЕСМ е побарано да се преземат и вработениот бек. Секојдневно ќе пратиме ситуацијата во однос на цените на природниот газ и верувам дека ќе се најде природен газ по разумна цена која што би овозможило и работење на тето. Сега за сега ЕСМ има обезбедено газ за само 2 недели. Од владата уверуваат дека ќе има доволно енергенси за да се преброди зимата. Планот е да се купува газ авансно на месечно ниво поради промената на цените на берзите и така ќе сме заштеделе.